Моја пријателка, другарка од училишните клупи, Гевгеличанка, која што одамна не е во Гевгелија, меѓутоа многу често навратува во Гевгелија секогаш кога ќе ја поканиме, секогаш кога има нешто ново, секогаш кога има некоја манифестација, некое дружење, така натаму и така натаму. Марија Џиџева за прв пат пред објективот на емисијата од станица до граница, за прв пат, за жал, иако, како што кажав, Марија, долго време се знаеме, значи уште од училишните клупи. На самиот почеток би сакала да прашам кој е поводот за денешното твое гостување овде во Гевгелија, па после ќе разговараме за многу теми кои што верувам дека гевгеличани ќе ги интересира. Денеска има една филмска работилница во соработка со Блендер, фестивал за централизација на културата во Македонија, што всушност значи заедничка работа, иницијатива, културата и уметноста од нашиот главен град да се пресели во помалите градови, да стигне до нас, до сите нас и заедно да се работи. Иницијативата е од наједноставна причина затоа што ние повеќето сме од мали места и секогаш и кога сме биле деца сме гледале дека се случува во Скопје. И тргнувајќи од собствената лична мотивација, а и на моите колеги, одлучивме тоа да го направиме, да направиме еден ваков фестивал, да патуваме, да работиме заедно со сите млади луѓе. Така, денеска имате ученици од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија, повеќе ученици, колку што можев да забележам. Ова е прва работилница низ Републиката или веќе имате одржана? Ова е прва? Ова е прва, стартувавме. Сакав да започне од Гевгелија, затоа што јас сум од Гевгелија, меѓутоа овој наш град од секогаш имал плодно поле за многу креативни деца, има многу луѓе што имаат уметнички афинитети. Тоа се чувствува и затоа сакаме од тука да почнеме ние да бидеме иницијатори. Кој е концептот на овој ден или на оваа работилница? Веќе учениците во овој момент, додека ние го снимаме ова интервју, гледаат неколку филмови. За каков тип на филмови станува збор, чие производство и што понатаму ќе следи на работилницата? Значи, овие филмови се во соработка со Кинотека на Република Македонија, се најновата продукција на анимирани македонски филмови. Стане збор за 3 филма на Крсте Господиновски, на Жарко Ивановски и на Владимир Лукаш. Чисто да се запознаат децата со едно поинакво уметничко изразување, кој на новите генерации им е многу блиско. Сите тие работат, цртаат, си прават своји анимации, затоа што технологијата им е многу поблиску и на некој начин да им се отворат нови простори за креативно визуализирање на нивните идеи. А по проекциите ќе имаме една работилница која ќе се вика кратко како да раскажеш приказна, да се насочат, да размислуваат во филмски правец како да ја раскажат приказната што они си ја носат во себе или како да се представат. Нешто слично ми се чини дека имавте и со фестивалот Џибони во пролетниот период. Како поминавте тогаш и која е разликата, односно дали на сличен концепт или начин ќе се прави оваа работилница? Колку бевте задоволни од гевгелиските деца? Тогаш ми се чини дека беа и помалите возрасти од основно образование. Па тогаш и така беше концепирано тоа, значи Џифони за помали деца. Ова се обидуваме на друга старосна граница, значи на средношколци, малку посериозен пристап. Со Џифони имаше одлична соработка, значи од страна на фестивалот и се надевам дека од страна на децата, затоа што тие 2-3 дена тие гледаа филмови, разговара, работеа и при тоа учеа и се забавуваа. А ова работилница денеска сакаме да ни биде као некој почетна станица, Така. за да видиме како што ги интересира децата и на нивна иницијатива потоа да ги изградиме новите работилници кои би траеле повеќе дена, затоа што за било што да се научи 1 или 2 часа не се доволни, потребно е 2-3 дена за да добиеме производ, посебно во филмското визуелно изразување. Колку што јас можев да сватам, барем од твоето воведно излагање пред учениците, тој што сега го кажа, значи би требало да одржите уште некоја работилница во догледен период, затоа што и самата кажа дека учениците ќе искажат за што се заинтересирани.
Тука би застанал околу оваа тема, се надевам дека ќе биде успешен денот и успешна работилницата и дека и понатаму нели ќе ни доаѓаш да ги едуцираш учениците. Меѓутоа, затоа што емисијата од станица до граница секој пат анимира луѓе кои што се по потекло од Гевгелија, гевгеличани кои што заминале, доаѓаат, па и тука живеат нормално, голем дел од нив кои што ги снимаме. Каде е во моментот Марија Џиџева? Нешто лично што сепак сакам да го откриеш пред нашата публика, пред гевгеличани. Што работи, каде и така? Јас сум слободен уметник, се занимавам со филм, се борам на секој начин, да се обидам да ги раскажам моите приказни, со кои сакам да го мотивирам и да ги спровоцирам луѓето да размислуваат и да разговараме меѓу себе. Затоа што сите ние некако многу се оддалечивме, се оттугивме и воопшто не наоѓаме време за себе си и за нашите најблиски пријатели. Во моментот, значи јас завршив долгометражен игран филм, се вика Втора шанса. Во моментот исто подготвувам документарен филм, Човек со две лица. Сега сме во фаза на предпродукција, се подготвуваме за снимање и на моје големо задоволство работам со деца. Вака, кратки филмски работилници ги креираме и се обидуваме да работиме со децата од нашата земја. Во ова твое кажување, во почетните реченици кои што ги кажа, се отуѓуваме полека едни од други или сме веќе отуѓени, барам на некој начин нитка која што ќе ја поврзам со твојот филм Втора шанса, кој што ќе се проектира во Гевгелија следната седмица, ми се чини во петок, значи преку Домот на културата, така и оваа работилница, заборавив да кажам, дека во соработка со Домот на културата од Гевгелија ја правите. Значи, колку филмот ги раскажува нашите животни приказни. Јас немам го гледано филмот, барем од оние инсерти кои што делумно сум ги гледал, сваќам дека се работи токму можеби на оваа релација, можам да ја поврзам отугеноста, на некој начин и гнилото општество, можеби од друга страна, ако можам така да се изразам, но сепак да не зборувам на памет, ти ќе ми кажеш колку Втора шанса е нашата втора шанса. Да се надевам дека е и дека така ќе биде прочитана од публиката. Сакам да кажам дека многу ми е драго дека ќе имам најпосле премиерно прикажување на некој свој филм во Гевгелија. Немаш ниту еден досега премиер? Благодарам за поканата. Благодарам на поканата на Домот на културата за премиерна проекција на прв мој филм воопшто во мојот роден град, кој секогаш ми бил инспирација за секое творење во мојата работна кариера, да кажам. А филмот е всушност приказна за три жени на различни возрасти, 30, 40 и 50 години, кои живеат во една зграда, во станови еден на друг, кои со своите семејства доживуваат своји лични драми, а иако живеат во една зграда, тие воопшто не се ни среќаваат и не се познаваат. Приказна раскажана преку жените кои се борат сами со себе за своите деца, дали или да имаат деца или за своите деца, да го задржат семејството, за сета таа апсурдност на животот и за неможноста да излезат од сопствениот лавиринт. Секој од нас сака на момент да побегне, меѓутоа тоа е невозможно. Апсурдно звучи, меѓутоа таа апсурдност доведува до ова отуѓеност, сеа што не се случува. Неможност да комуницираш со никој, единствено сам со себе, може би во огледалото понекогаш. Колку филмот носи реални теми, значи реални настани можеби, или се тоа имагинација на твојата креација, односно на твојата креативност? Јас работам документарен филм. Кој е мој прв долгометражен игран филм и всушност сакам преку играниот филм да ја пресликам секојдневноста, реалноста. Ликовите се многу реални, ситуацијата е многу реална, се случува за време на воениот конфликт, на немирите во Македонија 2001 година, кога нешто пука во нашата земја, меѓутоа пука и во животите на луѓето. Таа неизвестност, што ќе биде, како ќе биде, соочување сами со себе, со другиве луѓе и всушност е многу, се надевам дека тоа е многу документарно пресликано.
дека реакциите на тие што го виделе филмот, што е женско писмо, посебно на жените, мене беше многу добар фидбек, затоа што многумина од нив се препознаваат. Филмот е минималистички работен, интериери е затворен простор, всушност асоциација на затвореноста во собствената душа. Нема акција, нели, ние сега сме навикнати да гледаме акција, да гледаме милион кадри што се менуваат, меѓутоа тоа е тивко, како една внатрешна песна, внатрешен монолог сами со себе. Отсликување на некој начин, како што рече, на нашите животи. Кој се работеше на филмот? Значи, режисерот си ти? Вака, продуцентската куќа се вика Small Moves Films, продуцент е Светозар Ристевски и Корнелија Ристовска, сценарио на Огнен Георгиевски, диоп и директор на фотографија Дејан Димевски, монтажа Баже Тулев, тоа се мои соработници уште од првиот филм на факултет. Актерската екипа, сам главни женски улоги се Мирјана Карановиќ, Даниела Ивановска и Наталија Теодосиева. Машкиот кастинг е Данчо Чеврески, Димитар Георгиевски, Златко Митревски и Денис Абдула. Мала филмска екипа. Музиката е на Дино и Мери. А главната тема, музичка тема во филмот е од Рахманинов, затоа што едно дете, лик во филмот, свири клавир, пијано и го свири Рахманинов, а темата музичка е потоа варијација на Рахманинов и така е многу медитативна за мене. Според првичните извештаи нема преживеани. Ще ми мирисам изгорената кожа, изгорена коса. Ке го објавиш? Стварно мислиш дека ќе смениш нешто со тоа? Што сакаш да се откажам од се и да отидам со тебе у Куала Лумпур? Се преправаш дека не знаеш? Сакаш да ти кажам чифе? Кој твој пари, бе? Кој твој пари? Мама заработува тука, ни ти ни ја, мама заработува. Престани, бе, себично, Копилев. Себично, сум се метнал на тебе, јас. Сум се метнал на тебе. Давид, морам да ти кажам нешто. Легни си, ќе се задржам. Тото ја сакаш ли ти, мама? Сакам. Ми се даде втора шанса. Не треба веќе да чутиме. Марија, дали може некоја ретроспектива на твоето творештво досега? Она што си го работела во документарните филмови, односно документарните филмови кои што си ги изработила? Ке се сетиш? Секако. Мојот прв филм се вика Списокот на Тони Манџа. Така. Една многу евангелиска приказна, која се уште постои, но се уште се зборува, се гледа и тоа ми се допаѓа. И ми било задоволство ако може сите тоа што сум работела да може да погледнат, нели, моите сограѓани. Кој има на YouTube, претпоставувам или не? Да, се има на YouTube, меѓутоа може да се направат и проекции. Следен документарен филм ми е Погледни животот низ моите очи. Повторно женска приказна, меѓутоа за едно албанско село кај што има со голем број на наталитет, каде што децата играјки си нашле големо количество, неколку милиони таблетки Каптагон. Тоа се случи од 2001 година и си играле како со бомбони. И тоа кога ќе се отворат други прашања за размислување. И последниот документарен филм е Варајќи си ја среќата за битолските ергени што одат по невести во Русија. Кога го тргнавме за Русија, сите собрани со Божи благослов да побараме среќа. Јас слушнав веста дека имало доста избор за нас. Па се надеваме дека од 3-4 една ќе се погоди. Тоа е сигурно.
Да ви кажам јас, без невеста назад по Македонија, знаете, не се враќам. Останувам во Русија. И после на Албанија ни после цел таму, веќе нема кај да бегаме. Таму ни е сигурна работата. Мислам по 500 евра и со здравје си го носиме. Раз, два, три. Потребна ми е жена со која ќе можем понатаму животот да не бидам сам. Од градов тешко ида село. Не иче да работа, се плаша. Да кажам искрено, кај што треба да се страмиме, не се страмиме. Кај што не треба да се стравиме, ќе се стравиме. Ти речиш, ако ме одбија, па вака, па така, ќе секој си плава башка на душа. Мене, например, да се случи да ме кажам, да срамежливоста ми дојде до овој степен. Сега, например, да се молиме Албанија, да се молиме таму. Не сакам да се женам. Сакам да видам слобода. Може тоа ми е мана, може да не смете. Затоа што сметам дека бракот е одвраска. И ако се ожениш, треба да не се посветиш на тој брак. А не само да се ожениш од мајта. Кога автобус се тргна, гледам во прозор и чувствувам, јас прв пат видов како се светат очите на човек, затоа што очите на Тодор светеше. Мајка ми многу беше како се секираше многу. Цел живот таа е со него и јас треба да заминам. Таа прашува ме дали вистина те сакаш да заминеш. Реков, не знам, но мора да пробам. Јас тука ќе завршам, иако кажувам дека со Марија не сме го завршиле дефинитивно или целосно разговорот, меѓутоа во интерес на тоа што проекциите завршија и Марија мора да се врати на сцена со учениците, Марија, ние ќе се обидеме оттамо да фатиме некој кадар и некое твое ново размислување. Благодарам и се надевам дека повторно ќе зборуваме на премиерата на твојот игран филм. Благодарам уште еднаш. Ми беше задоволство.